Господине Касами, вие имавте средби и во Американскиот конгрес и во Стейт департментот. Можете да ни кажете дали САД ја поддржуваат предизборната коалиција СДСМ-БЕС? Каква порака добивте од раководството на САД, од конгресменот Елиот Енгел и од Филип Рикер, кој е во Стейт департментот? Каква порака добивте како лидер на БЕС од нив? Значи, за нас беше многу важно посетата во Конгресот и средбата со господинот Елиот Енгел, кој е председател на Комисијата за надворешна политика во Конгресот. Значи, највисоката функција во Конгресот за надворешна политика, имајќи предвид дека исто така дека господинот Енгел е добар познавач на приликите во Балканот, е добар пријател на Македонија, на Албанија, на сите држави таму, за да бидат развиени држави, да бидат држави полноправни членки на НАТО и на Европската Унија. Затоа за нас беше многу важно средбата со господинот Енгел во ова предизборна кампања, и за нас е порака дека и Конгресот, односно господинот Елиот Енгел како председател на таа важна комисија е во правец на поддршка на овие процеси кои се многу важни за сите граѓани во Северна Македонија. Исто така, значи, во овој правец беше и беа и средбите во Стейт департментот со директорот на директорот за Азија за Источна Европа во Стейт департментот господин Дейвид Косјанчич, кој исто така беше запознаен со приликите во Македонија, со предизборните коалиции и со текот на предизборната кампања. Исто така, значи, од нив беше поздравено ова како храбра одлука на лидерите во Македонија и на Социјалдемократскиот сојуз и на движењето БЕСА. Во состанокот исто, значи, беше присутен и господинот Филип Рикер, кој исто така ги поздрави овие храбри одлуки со цел да граѓаните во Северна Македонија да имат, значи, лидери кои пред нивните лични интереси ќе ги постават интересите на граѓаните, интересите на државата, интересите што побрзо Македонија да биде полноправна членка и на Европската Унија, како што се надеваме дека овие денови ќе биде членка на НАТО, Европската Унија. Ова е прв пат во македонската политичка историја албанска партија да влезе во предизборна коалиција со главна македонска партија како СДСМ, што е. Дали има некаква заедничка нишка? Која е заедничката нишка што ги поврзува БЕС и СДСМ? За да информираме, значи, јавноста, ова е прв пат една таква коалиција на парламентарни избори. Инаку имавме такви коалиции во локалните избори, имавме исто таква коалиција на претседателските избори, кога ДУИ беше заедно со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За разлика од другите коалиции кои беа во интерес на личните интереси на кандидатите за локални избори, односно во интерес на претседателските избори за да добие господин Пендаровски, во овој случај, значи, ова коалиција е коалиција за да Македонија докаже дека има капацитет да гради едно општество кое ќе биде рамноправно за сите, да изгради една држава, институции кои ќе бидат рамноправни за сите, без разлика на различностите кои ги имаме во Северна Македонија. Вие досега бевте во опозиција, како што знаеме, и врз основа на што, прашањето ми е врз основа на што ќе се базира вашата изборна програма? Од позиција на опозиција, сега можеби ќе влезете и во влада. Каква визија имате за Македонија доколку дојдете на власт? До сега сите политички партии, особено политичките партии на албанците, има многу, да кажам, по националистичка реторика пред изборите, за да после изборите ги заборават сите тие
нели реторики и да влезат во комбинации кои беа неприродни. Да подсетиме дека од 2002 кога Дуи како нели излезено од конфликтот влезе во коалиција со СДСМ, после со ВМРО, па пак со СДСМ, со ВМРО и така натаму. Исто така значи неприродно ДПА кога влезе и во коалиција со ВМРО како две нели националистички кажано условно концепти. А ние за прв пат значи влегуваме во една предизборна коалиција при која ќе понудиме една програма за рамноправен економски развој, ќе понудиме програма за правда за сите, значи да го реформираме правниот систем за да нема повеќе монтирани случаи врз нели било каква база единствено, значи законот да биде за сите еднаков, да нема никоја индивидуа која ќе биде над законот, што беше случај нели до 2016 година кога власта ги зафати сите институции, особено институциите на правдата и на крај значи нашата единствена односно целта која не соединува и со Социјалдемократскиот сојуз е интегрирање што побрзо во Европската унија, при што сме убедени дека сите граѓани ќе ги нели имат тие придобивки кои произлегуваат од полноправно членство во Европската унија. Неделава лидерот на СДСМ господинот Зоран Заев ги представи, го отвори конкурсот и веќе се најавуваат многу кандидати на изборните листи на претстојните парламентарни избори. Дали вие ќе бидете носител на изборна листа во изборната единица 6? Договорот е да ние трчаме со најдобрите кандидати што ги имаме као Движење Беса и као коалиција на Социјалдемократскиот сојуз. Не беше најважно за нас кој каде ќе трча, но сигурно дека како лидер на Беса кој доаѓа од 6-та изборна единица било нормално јас да ја водам таа изборна единица. Се надевам дека и другите кандидати кои ќе бидат после мене и од коалицијата, дали од Социјалдемократскиот сојуз, дали од Движењето Беса, ќе бидат најдобрите кандидати за да тоа го гледат гласачите и да гласат за кандидатите, а не за тоа која коалиција или од каде доаѓаат. Господин Касањ, ви благодарам за разговор. Благодарам исто и на вас.